Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Советот на општина Брвеница ја одржа четвртата седница. На дневен ред имаше 23 точки. Од 1 февруари учениците повторно ќе седнат во училишните клупи. Владата донесе одлука на седница. Дваесет и седми јануари за српската заедница е ден посветен на Свети Сава. Денот беше пригодно одбележан во Тетово. Советниците од општина Брвеница денеска ја одржаа четвртата редовна седница на Советот. Овој пат на дневниот ред на седницата советниците дискутираа и одлучуваа за 24 точки. Советниците од општина Брвеница денеска ја одржаа четвртата редовна седница на Советот. На дневниот ред на седницата се најдоа 24 точки. Меѓу поважните точки се издвоија точките за разгледување и усвојување на предлог одлука за изработка на урбанистички планови на општина Брвеница за 2022 година, разгледување и усвојување на предлог програма за заштита на здравјето на населението од заразни болести во 2022 година, како и предлог одлука за поставување на урбана опрема за годинава во рамки на општина Брвеница. Кога користиме ова време за да можеме напролет сите работи тековни кои следуваат да ги донесеме. Во оваа седница имавме повеќе правилници, значи како што се за просторно уредување, имавме за заштита на населението, имавме и други одлуки што се однесува до вработените во општината. Значи тоа се дел од тие правилници за користење на моторни возила, така да ние влегуваме во една фаза кога ги ставаме столбовите на новото водство, раководство на општината. Значи тоа што беше, ако имало некои недостатоци се дополнува, тие што беа во ред продолжуваме, така да граѓаните ќе имаат подобар сервис и да бидеме спремни за во напролет, така да исто ќе значи имавме како точка и заштита на населението, да имаме предвреме за дезинфекција и другите потреби што е во нашата општина. На обемниот дневен ред на денешната седница на Советот на општина Брвеница беа вклучени и точките за неколку културни и спортски активности, како и неколку предлог одлуки и барања за доделување финансиска помош. Од 1 февруари учениците повторно ќе седнат во училишните клупи. Владата на седница донесе одлука за продолжување на наставата со физичко присуство од први следниот месец, земајќи ги предвид мислењата на Комисијата за заразни болести и УНИЦЕФ. Наставата во основното и средното образование ќе продолжи со физичко присуство на учениците на 1 февруари. Така одлучи вчера владата врз основа на мислењето на Комисијата за заразни болести и согласно препораките на УНИЦЕФ, истовремено повикувајќи на доследно придржување и спроведување на протоколите за одржување настава со физичко присуство. Вчера во пресрет на одлуката на владата, министерот за образование и наука Јетон Шакири истакна дека предвид се земаат повиците од УНИЦЕФ во однос на одржувањето на наставата. Сите знаеме дека тука и вие и целата јавност ги има предвид и изјавите од УНИЦЕФ кои се за физичко присуство на настава, а ние сите сме свесни дел од наставниот кадар за придобивките што ги имаме со физичко присуство на настава. Но, испоред податоците на комисија, во претходната учебна година или во првото полугодие имаме многу мал број на заразени деца.
Од УНИЦЕФ пак соопштија дека се охрабрени од препораката на Комисијата за заразни болести да се отворат училиштата за настава со физичко присуство од 1 февруари и повикаа на национална солидарност за безбедно продолжување на образованието со физичко присуство во текот на целата учебна година. Претходно со одлуката на владата на 17 јануари, поради влошената епидемиолошка состојба и проценката дека земјата се наоѓа во врвот од новиот ковид бран, зимскиот распуст на учениците што завршуваше на 20 јануари беше продолжен до 1 февруари. Според податоците на Министерството за образование и наука, кој ги собира на дневно ниво од сите училишта, до крајот на првото полугодие, заклучно со 30 декември 2021, процентот на нови позитивни случаи не се зголемувал повеќе од 0,03%, а активни случаи со COVID-19 кај учениците со физичко присуство во првото полугодие не надминал 0,3%. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска на денешната презентација на студијата за минималната плата во Република Северна Македонија и низините ефекти врз работење на фирмите, рече дека анализата доаѓа во вистинско време кога отворено се зборува за зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Таа посочи дека со повисока минимална плата вработените ќе имаат поголема продуктивност. Заложбата на владата на Република Северна Македонија е да минималната плата се покачи во најбрз можен рок 18.000 денари, а до крајот на мандатот да ја зголеми минималната плата за до 20.000 денари. Ќе отвориме диалог во рамки на Социјално-економскиот совет со социјалните партнери, со синдикатите и со работодавачите, и целта ни е преку тој диалог да дојдеме до најповолното решение и за работниците и за работодавачите. Во понеделник имаме состанок со синдикатите, заедно со вице-премиерот Битики и со министерот за економија, во однос на соопштението на Сојузот на синдикатите на Македонија. Ќе разговараме, владата спомнав дека во програмата заложбата за покачување на минималната плата стои како една активност која што ќе ја направиме во најкус можен рок. Ќе го отвориме прашањето и на состанокот во понеделник и се надевам дека ќе дојдеме до решение кое што ќе биде поволно и за синдикатите, и за владата, и за работодавачите. Србите го слават националниот празник 27 јануари, денот на српскиот просветител Свети Сава. Денот беше пригодно одбележан и во Тетово. Одбележување на празникот Свети Сава денес организираше регионалниот одбор од Тетово на српската заедница во Македонија, културно-уметничко друштво Свети Сава. Утрово во соборниот храм Свети Кирил и Методи, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, во сослужение на свештенослужители од Тетовското архирејско наместништво, го благослови о Светиславскиот колач. Свети Сава се моли за вас и за вашите семејства да имате благосостојба и напредок. Честито и за многу години да биде. Честито. Свети Сава е светител и првиот српски архиепископ. Роден е 1196 година во царско семејство. Неговиот татко Стефан бил по чин жупник, раководел со жупанија и бил еден вид како царски чин. Свети Сава го остава царскиот престол и заминувајќи на Света Гора се замоношува и се враќа назад својот роден крај, каде што е голем помирител прво помеѓу своите браќа, дека тие се карале браќата негови за престолот. Тој ги опоменувал во името на Бога да не се расправат, да не се караат. Исто така бил голем помирител на балканските народи. Неговиот живот е подвижнички живот, аскетски живот и завршува со својот живот во 1236 година. Завршува во Трновската патриаршија во Трново, каде што за последен пат
ослужил на богојавление Водици. Прославата продолжи во клубот на регионалниот одбор од Тетово и културно-уметничкото друштво, каде играорците се представија со неколку сплетови ора и игри. Секоја година, значи кршиме колач во нашата црква нормално тука и потоа одржуваме академија и една пригодна забава. Меѓутоа од пандемијава која настана, епидемијава, ние на жалост сме малку во една друга ситуација и тоа не можеме да одбележиме. Меѓутоа како срби кои живеат ван територија, ван својата држава, ние секоја година го одбележуваме на најприкладен начин. Оваа година се одлучивме на еден друг начин, бидејќи добивме едно, да речем, спортелиште, едно место каде што се собираме, тоа е нашиот клуб. Тука се нашите игрорната наша група, Куд Свети Сава први. И оваа година одлучивме да тука го одбележиме овој свечен голем настан. Ние сме благодарни прво на православната црква што ни излезе во сусрет да искршиме колач. Исто така, во оваа прилика морам да кажем дека ги снимивте нашите дечиња кои играат. Ние морам со гордост да кажем дека вчера ги добивме овие ношни од српски народни ношни за благодарение на Управа за дијаспора и соработка со србите во регионот. Уште една голема благодарност до Република Србија што ни омогучи да нашите деца покрај затоа што ние играме и македонски кореографии, има македонски народни ношни, сега ќе почнеме да играме и српски кореографии, односно српски ношни. Свети Сава е синоним за српскиот народ, за се она што представува српското духовно битие. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. 21 годишен тетовец вчера во 13 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека на 24 овој месец околу 1 часот на улица Браќа Миладинови во Тетово физички бил нападнат од 40 годишник исто така од Тетово. Според пријавеното, напаѓачот употребил и метален предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 14 часот и 40 минути пријавено е дека на улица Драге Тодоровски во Гостивар настанал пожар во предниот дел од патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, сопственост на 39 годишна гостиварка, која претходно имало проблем со стартувањето. Нема повредени лица, со интервенција на гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот целосно бил изгаснат, додека увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. 54 годишен гостиварец вчера во 18 часот и 20 минути пријавил дека на улица Тоде Богдановски во Гостивар бил каснат од куче скитник. Во вчерашните активности на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово пак за поголем ред и безбедност со паркирањето во градот вкупно биле санкционирани 25 непрописно паркирани возила, од кои 13 биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба. На сите им се изготвени соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со законски предвидените парични глоби. Минатата 2021 година на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се вкупно 547 нарушувања на јавниот ред и мир, 289 во Тетово и 258 во Гостивар, во кои биле инволвирани 718 сторители. Најголемиот број од нарушувањата, односно прекршоците, се целосно расчистени со изготвување на 551 барање за поведување на прекршочна постапка. Повеќе од половината од прекршоците се случиле во град, 418 со поединечно учество на сторителите, а далеку помалку со учество на 2, 3 или повеќе лица. Меѓу сторителите најбројни се машките лица, 667, претежно на возраст над 25 години, а евидентирани се и 6 сторители малолетници. Меѓу прекршоците по вид и карактер повторно најзастапени се физичките напади со вкупна бројка од 255, 126 во Тетово, 129 во Гостивар, тепачки 49, 29 во Тетово и 20 во Гостивар, навредување и омаловажување на овластени службени лица 38, 25 во Тетово и 13 во Гостивар и така натаму. Екипата на Тетекс ја забележа првата победа во подготвителниот период откако го совлада прволигашот Скопје со 4:3.
Фудбалерите на Тетекс ја забележа првата победа во подготвителниот период, откако на теренот на спортскиот центар во Тетово го совладаа прволигашот Скопје со 4:3. Тетовскиот второлигаш одигра одличен надпревар и комплетно го надигра поискусниот и подобро рангиран противник. Дамјан Масевски два пати стрелаше прецизно, додека по еден гол постигнаа Владимир Жоглев и Стефан Богдановски. Ова за Тетекс беше втор надпревар во рамки на подготовките за продолжението од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад, откако претходно загуби со 4:1 од Беса во надпревар на кој шанса за настап добија голем број на фудбалери кои беа на пробен период во редовите на Тетекс. Можеме да кажеме дека одигравме добар надпревар со екипата на Скопје кои во последно време добри односи и секогаш ги играме тие надпревари. Сакаме да провериме со екипи од прва лига како стоиме и од денешниот надпревар сме задоволни. Резултатот 4:3, интересен надпревар, можете и вие да го погледате. Добро е што играме за гол повеќе, меѓутоа треба некои ситни работи во играта кои што се случуваат. Грешки индивидуални се поправат, меѓутоа се уште се наоѓаме во тренажен процес каде што ногите се тешки, не слушаат. Одиме по правилен пат, задоволни сме, иако на првиот надпревар загубивме, како што кажав, тоа што го бараме, го правиме, но има време до надпреварот и ќе биде од надпревар во надпревар подобро. Што се однесува до новите играчи, мислам дека ги оправдуваат очекувањата, добро се вклопија и го потврдуваат кроз овие надпревари. Жоглев со гол, Агон со асистенција, Стефан со гол и мислам дека тоа што го доведовме како засилување дека е вистинското, но пак ја напоменам, ова се пријателски надпревари, вистинското лице Тетекски го види во првенството, каде што очекувам да останеме на четвртата и да атакуваме дури на третата позиција. Останува точно 25 дена до почетокот на првенството. Како ќе се подготвувате во продолжение и дали ќе бидат доведени нови фудбалери со оглед на тоа што кажавте дека сте задоволни од постојниот играчки кадар и од засилувањата? Па сега за сега можност постои за уште еден среден играч, но ќе видиме. Се надам дека тука го затвараме кругот и веќе тие 25 дена се потребни да се воигра тимот. Не можам да кажам дека ќе ги избереме првите 11 затоа што имаме квалитети за 15, 16. Имаме млади играчи Саревски, значи денеска одигране надпревар кој што во ниту еден момент ме покажа дека е млад фудбалер. Можам да кажам дека е одличен фудбалер, перспектива на Тетекс и радува тоа што школата на Тетекс ги дава тие таленти и се надам дека тој тренд ќе продолжи. Мислам дека е затворен кругот, сега ќе почнеме на воигрување и да биде екипата спремна за првиот надпревар, тоа е надпреварот со Кораб. Еден од најдобрите на теренот, а сигурно најдобар во второто полувреме беше младиот 17 годишен фудбалер на Тетекс Никола Сарески, кој потекнува од фудбалската академија на клубот. И јас сум задоволен од себе, добро изиграв, дадовме све од себе, затоа и победивме, резултатот кажува. Задоволен сум од соиграчите, ваќе да продолжиме и ќе биде све уред, ќе биде топ. Екипата на Тетекс следниот контролен надпревар ќе го одигра во среда, кога во Штип ќе се сретне со второлигашот од источната група, екипата на Пехчево.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.